Најмногу за 3 години, општина Кавадарци планира целосно да го реши проблемот со аерозагадувањето. Стратегијата за долгорочно справување со ова горливо и сериозно прашање, со кое се соочуваат речиси сите општини, ќе опфаќа мноштво конкретни мерки на кои веќе се работи. Мерките ќе опфатат многу чинители, од најголемите загадувачи па се до граѓаните, а тоа значи дека некои од нив ќе бидат и непопуларни и на почетокот тешко прифатливи, смета градоначалникот Митко Јанчев. Јас гарантирам дека за најмногу 3 години од сега општина Кавадарци ќе го реши трајно загадувањето на воздухот, кое што доаѓа од две основни причини. И тоа од затоплувањето на домаќинствата и грејењето и од поготово тешкиот товарен сообраќај кој што е со повеќе емисии на издувни гасови во однос на лесниот патен сообраќај и изградбата на заобиколницата, односно транзитирањето низ општина Кавадарци. Општина Кавадарци со 17.800 регистрирани возила, според бројот на жители е една од општините со најголем број индивидуални возила. Од тука едни од мерките ќе бидат и набавката на најмалку 3 електрични автобуси за градскиот превоз, но и воведување на такси служби на електричен погон. А напоредно со ова, на целата територија на општината ќе биде воспоставена и комплетна гасификација и топлификација. Општина Кавадарци од јануари ќе почне со комплетна постапка за тендерирање и изведба на гасификацијата, поврзување на гасификациона мрежа и тука може ќе треба посериозно да разговараме, али тоа ќе биде после мај месец во делот на кофинансирање, финансирање или субвенционирање на приклучок на гасоводната мрежа на индивидуални семејства. Воедно тоа го вклучува и топлификацијата која што ќе биде како комбиниран дел на гасификацијата. Инаку на проблемот со аерозагадувањето во Кавадарци системски и интензивно се работи повеќе од 8 години, а во последниве 3 години во процесот се вклучени и UNDP, домашни надлежни институции и експерти и секако локалната власт. Во последно време загадувањето во градот бележи благо опаѓање, тврди Јанчев, и додава дека тоа е уште поголем поттик за општината да продолжи да работи на изнаоѓањето на трајно решение, а чии ефекти според него би биле видливи најдоцна за 3 години. Ова секако најмногу ќе зависи и од советниците, кои ќе треба да го дадат зеленото светло за целосна имплементација на процесот, бидејќи најверојатно ќе бидат потребни и нови задолжувања, но и носење на непопуларни мерки, а кои речиси секогаш се дочекуваат на нош. Дециден е Јанчев.